Денес ја отвараме годишната студентска изложба, традиционално во крајот на мај месец, каде што ги заокружуваме сите оние проекти кои што се работат во текот на годината. Секако дека тука учествуваат два факултети и една академија, Технолошко-техничкиот факултет, каде што студентите прикажуваат одредени дела кои се поврзани со дизајнот и технологијата на текстилот и облеката. Значи една област која е многу блиска до уметноста, дизајнот и така натаму. Потоа факултетот за природни и технички науки, катедрата за дизајн на интериер и мебел, каде што исто така студентите работат на проекти кои се поврзани со обликувањето на просторот, мебелот, и на тој начин се поврзуваме со ликовната академија, каде што имаме две наставни програми, значи класично сликарство и вајарство, каде што изработените дела се авторски, инвентивни и дел од програмата наставна на самиот факултет. Токму затоа и ги поврзуваме секоја година овие три целини на студенти, за да можат тие интердисциплинарно да работат и проблематиката да ја помеѓу себе интерактивно да ја разменуваат. Секако дека ова е акција и манифестација која што се прави пред се за студентите, кои што треба да ги истакнеме сите оние вредности кои што во текот на годината се постигнати од различен аспект на сликарското дело или проектот за интериер или еден модел кој што се од областа на модата се изработува. Значи добиваме еден резултат кој што верувам дека во рамките на Универзитетот Гоце Делчев покажува еден напредок и еден поинаков пристап со кој се трудиме секоја година да го обликуваме и да напредуваме во однос на она што значи инвентивност, уметност, дел од науката, значи сите тие елементи кои што ги има еден современ универзитет. Оваа година за прв пат изложуваме во самата галерија, во ателиета на Ликовната академија, што се покажа многу продуктивно, затоа што тука осветлувањето е адекватно и во простори каде што студентите од Ликовната академија најповеќе се изразуваат и токму тој контекст на прикажување на делата во еден оваков амбиент каде што тие се и создавани, создава една поинаква слика, една енергија која што студентите можат да разменуваат меѓу себе и што е целта и на самиот универзитет. Ние знаеме дека и на универзитетот имаме и други меѓународни можности за усовршување, како што е Еразмус програмата, исто така сега во моментот со другите универзитети низ Европа, со Алијансата која што припаѓа и Универзитетот Гоце Делчев, им се даваат и нови дополнителни можности на студентите да ги прошируваат своите видици. Ако се вратите на годината која што станува за студентите, како би го оцениле потенцијалот кој што го видовте во студентите и во она што се работеше? Па секако дека влијание има современоста, значи сите тие достигнувања на дизајнот, уметноста и технологијата, и секако дека одиме еден чекор напред во однос на тоа што тие разменуваат своји искуства, можностите за надвор да се презентираат и меѓусебните интердисциплинарни проекти кои што овозможуваат еден современ поглед на академската средина и она што можат да го стекнат овде како студенти. Специфика е на академиите и уметноста не е исто како, да речеме, на информатиката од аспект на поврзаноста со реалниот сектор, па можност за вработување, овде се некои други мотиви. Како гледате на тој момент кај овие студенти? Па да, тука секако се запишуваат најталентираните поединци кои што навистина сакаат да студираат и на академијата, и на дизајнот на интериер и мебел, секако и на технолошкиот. И од искуство, значи, секогаш имаме талентирани студенти кои што
на почетокот ја имаат таа љубов кон уметноста, професијата, дизајнот, ние само како ментори и професори се обидуваме да ја развиеме тој однос и тој порив што го имаат во однос на она животна професија која што ќе имаат, иако можеби во своето работење тие ќе имаат некоја професија која има допирни точки со оваа нивна професионалност, меѓутоа секако дека го формира и нивниот лик и пристапот кон некои други сфери на уметноста, техниката и дизајнот.